Следите трилинка во продолжение, гостинка во емисијата Никица Мојсовска-Блажевски, извршен директор на Македонија 2025, чиј стожер се бизнесмени од македонската диаспора. Таа е екс-декан на Американ коледж, консултант, истражувач на социјалните системи и пазарот на труд. На почеток идниот премиер Мицковски најавува задолжување од 1 милијарда евра преку директен договор со друга европска влада, и прашањето ми е што вие мислите околу ова? Јас секогаш велам, не е важно колку се задолжуваме, секако до одредена граница, меѓутоа важно е за што се задолжуваме. Тоа е јасно бидејќи во иднина ќе треба да се врати долгот и ќе треба да се создаде некоја вредност од која што ќе го вратиме долгот. И мислам дека тоа е главната тема на дискусија која што треба да имаме сите, наместо она малку популистичка дискусија колкав е долгот, се зголеми или се намали и така натаму. Значи главно прашање за што ќе бидат употребени средствата. Доколку истите се употребат за нешто што создава вредност, доколку истите се употребат за капитални инвестиции, дали е тоа инфраструктура, енергетската инфраструктура, здравство, образование, сето тоа би имало ефект, би довело до повисок раст на економијата, меѓутоа во иднина и повеќе средства за да се врати долгот. Од друга страна, она со што не се согласувам, тоа е трошење на средства и позајмување заради зголемување на пензии, заради зголемување на плати, социјални трансфери. Тоа не води кон раст и не кон раст на долг рок. Тоа е многу краткорочно гледање на состојбата на економијата. Новата влада наследува долг од речиси или веќе се движи над 60%, буџетски дефицит годишно, кој е на годишно ниво помеѓу 500 и 700 милиони евра. Како ќе се менаџира прво ваквиот релативно висок јавен долг и речиси 5-та година имаме релативно висок буџетски дефицит? Апсолутно, мислам дека е доста сложен проблемот, бидејќи од една страна имаме се потесен фискален простор, задолженоста расте, од друга страна сакаме или имаме големи потреби за големи инвестиции. Ќе ги споменам инфраструктурата, ќе го споменам здравството и секако ќе го споменам образованието. Односно, секогаш, грижејќи се за сегашноста или на краток рок, забораваме на она што е важно на долг рок. Нашите расходи, например, за образование се околу 3,7% од БДП. Јасно е дека мора многу повеќе да пораснат за да имаме квалитетно образование. Од друга страна, нашите расходи за социјални трансфери се доста големи, 12,5% од бруто домашниот производ. Значи, потребна ни е промена на структурата на расходите. Сето тоа не е лесно да се направи на краток рок, меѓутоа мислам дека со јасна визија, каде сакаме да стигнеме, дека сето тоа е можно. Несомнено, новата влада ќе има голем предизвик со јавните финансии, ќе има предизвик, меѓутоа јас секогаш велам да ја гледаме и другата страна, тоа е приходната страна. Ајде да видиме како можеме да собереме повеќе приходи, па потоа ќе размислуваме како подобро да ги потрошиме. Мислам дека има, би рекла, џебови во економијата. Тука пред се мислам на сивата економија, меѓутоа и на некоја законска регулатива. Значи џебови каде што има можност за дополнителни буџетски приходи. Господина Мојсовска, што не достига за излез од децениската стагнација? Визија или не фалат финансиски средства? Би рекла визија и имплементација. За жал, ова е секако моје лично мислење, не сме имале силни државници кои што имаат силна визија каде треба да биде Македонија или каде сакаат да видат Македонија или дека сакаат да видат Македонија како развиена земја со висок животен стандард. Штом немате таква визија, тогаш немате ни имплементација. Знаете, ние сите стратегии кои што ги правиме, било тоа да е стратегија за развој на туризам, индустријска политика, национална развојна стратегија и така натаму, некако ни самите не можеме да излеземе од сегашноста. Значи, веројатно толку имаме предизвици и проблеми што не размислуваме што се добро можеме да направиме во оваа земја. Така што за мене решението на проблемот е паралелна работа во два сегменти. Едниот сегмент е како да помогнеме на компаниите кои што се успешни да бидат уште поуспешни. Знаете дека имаме многу малку извозници, околу 5% од домашните компании се извозници. Од вкупно компаниите се извозници. Чи како да им помогнеме да извезуваат повеќе
и паралелно да работиме на тоа да создадеме нови извозници, нови успешни компании, бидејќи Македонија е мало отворена економија, нашиот домашен пазар е навистина мал, со депопулацијата уште повеќе се намалува, значи ние мора да извезуваме, тоа е единствениот начин за зголемување на бруто домашниот производ, односно животниот стандард. Основачот на Македонија 2025, Мајк Зафировски, остави порака: без континуиран пораст од најмалку 5% нема социјална сигурност, совладување на сиромаштијата. Тој вели, цитирам: грешна е дилемата дали можеме да оствариме раст од најмалку 5%. Прашањето е зошто не можеме. Апсолутно, се видите, седиме во комфорни столици и веројатно многу лесно може да кажуваме предлози, идеи, да кажеме дека е лесно да се оствари таа стапка на економски раст. Сигурно дека не е лесно, особено кога поаѓате од ниски стапки, значи ниска основа, односно нашите стапки на раст последниот период се околу 1%. Меѓутоа сме имале периоди во кои што сме имале паметни политики, ги наречам, и повисоки стапки на економски раст. Во кој период сме воделе паметни политики и моето подпрашање, колкав економски раст ни е потребен за стабилна или за добар економски развој на државата? Па морам да го спомнам периодот 2006 до 2009, би рекла. Значи, тогаш имаше јасна визија. Тој моментум е изгубен, ќе кажам зошто, меѓутоа тогаш која беше визијата, дека треба да привлечеме странски директни инвестиции, знаете дека една цела апаратура се направи на поддршка на тој процес. Тогаш дојдоа првите странски инвестиции, големи инвестиции кои што најпрво инвестираа во државата, значи тука се зголеми бруто домашниот производ, меѓутоа почна и да извезуваат, значи и тоа секако дека значи позитивен ефект за економијата. Потоа исто така во рамки на економската, финансиската криза, мислам дека пакетите и мерките кои што се спроведоа тогаш беа доста позитивни и влијае врз тоа да не се намали нашиот бруто домашен производ, да немаме голема рецесија. Што се изгуби потоа или што можеме сега да направиме? Веројатно се уште треба да работиме на привлекување на инвестиции, меѓутоа моделот треба да биде сосема различен. Значи тогаш, ако се сеќавате, моделот беше дека имаме многу работници, односно невработени лица, стапката на невработеност беше 35%, ефтина работна сила и така натаму, и доста субвенции за привлекување на инвеститори. Денес тој моментум е изгубен. Јас се уште велам дека и мала економија, меѓутоа и најголемите економии не може да го базираат својот раст без да имаат странски инвестиции. Една Америка секако се труди да привлече странски инвестиции, а камоли Македонија. Меѓутоа паралелно мора да се работи со домашните компании, мора да им се помогне да ја зголемат својата продуктивност, бидејќи тоа е основата на конкурентноста. Тоа ви овозможува да извезувате, да бидете конкурентни меѓународно или не. Нашата продуктивност, за жал, на трудот е се уште ниска, околу 1/3, 1/4 од просекот во Европската унија. Значи, треба образование, вештини на работници, меѓутоа исто така треба и да има инвестирање во нови машини, бидејќи и да имаат вештини работниците, ако немаат нови машини да работат со нив, тогаш сепак продуктивноста ќе биде ниска. Значи, јас би предложила голема стимулација на иновативноста и продуктивноста кај бизнисите и субвенција, односно поддршка од државата во таа насока, ефтини кредитни линии, секако со стрикно следење на критериуми. Дали треба да продолжи ова политика на перманентно задолжување или поточно земи кредит за да вратиш, да отплатиш стари долгови? Многу е лесно да кажеме не, само одговорот е не, дека тоа не може да оди во недоглед. Меѓутоа, верувам дека следните 5 години до 7 години ќе мора да се продолжи со таква или со слична политика. И тоа апелот е дека треба паметно ги трошиме тие пари. Повторно ќе кажам, не за пензии, не за социјални трансфери. Пазете, ние создадовме една армија на луѓе. Од една страна имаме бизниси кои што се жалат дека нема доволно работници, кај нас бројот на вработени луѓе е околу 700.000, се извинувам, а бројот на неактивни луѓе е исто околу 700.000. Значи, тие се неактивни, тоа е работоспособно население кое што може да работи, меѓутоа се неактивни на пазарот на труд. И се имате ситуација во која што работодавачите се жалат нема работна сила, а се погласни се барањата за увозна работна сила, а имате еден резервоар од над 700.000 кои што можат да се употребат. Сега, може би образовната структура не одговара, може би има други предизвици, меѓутоа од 700.000 сигурно можете да најдете добри работници. Во ситуација кога се соочуваме со недостиг на човечки капитал, како да ги задржиме луѓето дома, ако
еден од проблемите не е само платата, туку и амбиентот во кој работиме, односно функционираме. Се повеќе, мислам, затоа има нели истражувања, се повеќе проблем е квалитетот на живот или целокупниот амбиент или може да кажете со еден збор разочараноста. Се помалку е платите или наоѓање на работа, бидејќи во Македонија веќе има квалитетни работни места со релативно добро платени. Мислам дека ова е навистина еден период во кој што сега не би сакала да бидам песимист или меѓутоа да кажам дека е период во кој што навистина се одлучува каков ќе биде нашиот развоен пат понатаму. Сите имаме веројатно големи очекувања од новата влада или желби од новата влада. Меѓутоа мислам дека доколку видиме сериозна политика, доколку нема предизвици и проблеми со корупција или барем се намалат, доколку етничките прашања не се на врвот или на приоритетот, дека можеме да растеме многу побрзо како земја, меѓутоа исто така и да се врати довербата на луѓето и да се спречи барем делумно емиграцијата. Иако таа секогаш ќе постои, Македонија е традиционална емиграционо подрачје. Знаеме дека во процесот на пристапување кон ЕУ исто така ќе има големи емиграции. Знаеме дека ЕУ го отвара пазарот и бара работници и од Западен Балкан, меѓутоа и меѓународно, така што тоа нема да престане како процес. Меѓутоа, она што е важно е да го подобриме тука животот, за да се помалку лица имаат желба да емигрираат, особено младите. Зошто ни е потребна таква неефикасна и гломазна администрација и јалова државна управа, ако идната влада најавува дигитализација? Или ќе треба да се соочиме со потребата да рационализираме или да отпуштаме кадри? Мислам дека ќе дојде тој процес. Се надам искрено дека дигитализацијата ќе се случи. Сметам прво дека тоа ќе влие значително врз квалитетот на живот на секој еден граѓанин, дека ќе влие значително врз бизнисите, амбиентот на работа. И ја гледам како една од мокните алатки за намалување на корупцијата, бидејќи ќе немате допир со администрацијата и во тој случај не може да се случи корупција. Не е магично средство, не велам дека дигитализацијата ќе речи корупцијата, затоа е потребна волја, лидерство, промена малку во менталитетот на општеството, меѓутоа мислам дека дигитализацијата е една мокина алатка за намалување на корупција. Во однос на администрацијата, тие процеси ќе дојдат и веројатно ќе се случат оние процеси природно кои што пред тоа претходната влада ги планираше, тоа е премин на вработените од администрацијата во приватниот сектор. Мислам дека тоа се повеќе се случува, меѓутоа од друга страна не сме да дозволиме ни најдобрите кадри од администрацијата пак да заминат, оние кои што се стожери. Бидејќи ние постојано зборуваме за партизација на јавната администрација, меѓутоа таму навистина има квалитетни луѓе. Само треба да имаме и квалитетни менаџери или квалитетни министри кои што знаат да си го менаџираат министерството и вработените. Може да се запрашаме и така. Знаете, кај нас просечен, мислам, век на еден министер е околу 2 години. Што можете да направите вие во 2 години во некој министерство? Не можете ни да научите што работи министерството, кои се сектори ги има, а камоли да го раководите министерството ефикасно или вработените да ги искористите нивниот капацитет. Ако корупцијата е ендемска појава во државата, а ефикасноста на институциите е ставено на најниско или на минимално ниво, што би било мотив за странските инвестиции да влезат на македонскиот пазар? Одлично прашање. Мислам дека она што се уште важи е дека имаме субвенции за странските инвеститори. Второ што е важно е дека сепак има и задоволни странски инвеститори кои што нели го пренесуваат тоа задоволство кон другите. Имаме доста од странските инвеститори кои што реинвестираат или ги зголемуваат тука своите инвестиции. Меѓутоа за мене прашањето дека не треба да биде тоа стихино. Значи не треба да биде стихиен процес, тоа да биде процес кој што ние го поставуваме во рамки и го водиме. Точно треба да знаеме какви инвестиции сакаме, зошто ги сакаме тие инвестиции, кој е потенцијалот. Повторно ќе кажам, ние веќе се соочуваме со недостиг на работна сила. Значи ние не можеме да очекуваме инвестиции како оние првите кои што вработуваа по 2 до 4.000 лица. Треба комплетно да се смени пристапот и какви инвестиции би привлекле. И она зошто велам стихино. Прво, ние не знаеме што сакаме да привлечеме. Моделот кој што се примени во едно време на привлекување на автомобилска индустрија или поврзани, да кажам, со автомобилска индустрија компании, беше многу добар модел и се создаде еден кластер. Според одредени анализи кои што
владите ги имали во овој период. Постои голем потенцијал во фармацевската индустрија, прехранбената индустрија. Јас сепак сум за таков секторски пристап, наместо да речеме имаме хоризонтален пристап, кој сака да дојде, добре дојде и така натаму. Значи, јасно каде сакаме да привлечеме инвеститори и да бидеме свесни дека тоа е процес на кој што треба да се работи. Не може да кажеме ние немаме такви 100 инженери какви што се потребни на некои странски инвеститори, се откажуваме. Ќе го кажам примерот на Intel во Охајо. Intel инвестираше 20 милиарди долари, а државата уште 20 милиарди долари заедно со Ohio State University, кој што ветува дека за 4 години ќе создаде пример илјадници инженери кои што им се потребни на Intel. Во моментов ги нема тие инженери во Охајо, меѓутоа се склучува договор кој што велат ние инвестираме 20 милиарди, а вие за 4 години, 5 години сакаме да ни продуцирате 5000 инженери од таков и таков тип. Ние тоа до сега не сме го направиле. Ние не можеме да обезбедиме обука и преквалификација од 3 месеци за работниците за некој инвеститор, домашен и странски, а камоли значи да гледаме така долгорочно. И за крај македонски парадокс, имаме најлошо јавно здравство, но и најдобри приватни болници и клиники. Досега лекарите се регрутира од државното здравство, дали е до планерите, лошо менаџирање. Што е разликата? Што дел од кадрите заминуваат во приватното здравство, а всушност станува збор за истите лекари кои од јавниот сектор идат во приватниот сектор и функционираат безпрекорно. А пред нас имаме здравствен систем кој е во најмала рака срам за држава која претендира да биде членка на Европската Унија. Дали ќе треба да се доведеме до состојба и да увезуваме и лекари? Не сум експерт во здравство, сега овие мои коментари ќе бидат повеќе како корисник на здравствени услуги. Мислам дека е комплексен проблемот, односно дека се состои од повеќе предизвици. Првиот е менаџирањето на институциите. Знаете, не е лесно да се менаџира, тоа се зборам за државните здравствени установи. Комплексен систем кој што треба добро да го менаџирате и до сега ретко сме имале директори кои што знаат тоа како да го направат. Второ, се однесуваат кон јавните ресурси како нешто што е ефтино, како нешто кое што така ни припаѓа на сите, односно нема грижа. Тоа јас го споредувам со периодот на работничко самоуправување, кога фабриките беа на сите и никој не се грижеше за фабриките, така што имам чувство дека често тоа го правиме. Она во што сме добри очигледно да продуцираме или јавните установи продуцираат или факултети, практично образовните институции продуцираат квалитетни доктори. Во јавното здравство имаат навистина можности, повеќе можности отколку во приватното здравство, да се надоградуваат, меѓутоа потоа во одредена фаза преминот кон приватните болници или здравствени установи е главно воден од два фактори. Едното е платата, друго е условите за работа. Навистина е срамота да имате такви квалитетни здравствени работници кои што работат во многу лоши услови, кои што едноставно не можат да го покажат своето знаење, јас некогаш би рекла и брилијантност. Приватните болници мислам дека, пазите, прво се водат на профитна основа, така, со јасни таргети за секој доктори. Сега не сакам да речам дека некогаш интервенциите се непотребни, меѓутоа кога имате таргети, и ако некој случај е граничен, веројатно ќе направите сепак операција ако може да се почека и не мора да се направи операција. Меѓутоа и токму поради тоа мислам дека сега има и обратни трендови, дека доста здравствени работници, доктори кои што отидоа во приватните клиники се враќаат назад. Реков комплексен проблемот, не знам дали може на краток рок да се реши, меѓутоа основната работа е да ми се овозможат услови за работа во јавните здравствени установи. Она што го читаме по медиуми и што го гледаме кога сме пациенти, тоа е навистина на најниско можно ниво. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето во емисијата. Благодарам и вам. Никица Мојсовска-Блажевски, извршна директорка на Македонија 2025.